Ја следевте министерката за образование Весна Јаневска, таа неделава најави 5 нови закони во нејзината област. Меѓу нив и официјализирање на дуалното образование, настава плюс пракса. Какви се искуствата што во Македонија се добија во последната декада, откако странците побараа посебни профили за нивните инвестиции во економските зони? На оваа тема, видување и оценки од Стопанската комора пренесува Наташа Јаневска и директорот на АСУС, машинскиот инженер Александар Стрезов. Само како податок сакам да кажам колку е реално она што се случува во дуалниот систем на образование. Ако пред 5-6 години ние имавме само 11 компании кои што беа вклучени во дуален систем на образование, оваа година, учебна година, завршивме со 560 компании кои што учествуваат во дуалното образование. Ако пред неколку години стануваше збор за 3 до 4 паралелки вклучени во дуалното образование, сега имаме некаде околу 596 паралелки за некаде 78 квалификации. Дополнително е многу важно што сите оние стандарди на занимање, образовни програми ги изготвуваа заедно во соработка со бизнис заедницата. Некаде имаме над 1000 стандарди на занимања, некаде околу 100 стандарди на квалификации и 76 образовни програми по кои што учат учениците и дополнително се прават и нови образовни програми каде што учениците ќе можат да учествуваат во тој дуален систем. Иако можам да кажам дека компаниите не само не учествуваат во реализација на практична настава во дуалниот систем, туку и во она што е класично стручно образование, каде што имаме скоро 1000 компании кои што се вклучени, кои што земаат ученици на пракса кај ниво работните организации. Интересно за запишување на учениците во стручните училишта можам да кажам дека се зголемува. Оваа година поготово учениците и нивните родители согледуваат дека со завршување на средното училиште се здобиваат со знаење и вештини кои што знаење и вештини им овозможуваат лесен влез во пазарот на трудот. Господја Јаневска, зошто подолг период има неусогласеност помеѓу понудата и побарувачката на пазарот на труд? Овој проблем се влече многу години наназад. Не е од сега, не е од пред некоја година, многу години наназад, затоа што често пати зборуваме дека имаше неусогласеност на она што се бара од страна на компаниите и на она што се нудеше од страна на образованието. Образованието беше многу ригидно, многу системски уредено и не дозволуваше да ги следи потребите на пазарот на труд. Меѓутоа, со текот на времето, со развојот на техниката и технологијата, тие чекори беа уште поголеми и образованието секогаш заостануваше позади потребите кои што се на компаниите. Дополнително се случуваше уписната политика да не ги следи исто така потребите на пазарот на труд, често пати се повторуваат конкурсите, но сега во последниве години имаме една взаемна соработка или социјален диалог, како што го нарекуваме, помеѓу образовните институции и помеѓу бизнис заедницата, каде што бизнис заедницата ги искажува своите потреби на едни настани регионални преку кампањата Учи паметно, работни стручно и образовните институции се прилагодуваат на барањата на компаниите. Годинава како новост која што ја воведовме кај сообраќајната струка, тоа е професионалниот возач, кој што е 3 годишен и е дуално образование. Очекувавме можеби малце поголем интерес, ама годинава стартуваме со десетина ученици. Еден од традиционалните е автомеханичарот, а исто така и каросерискиот механичар. Монтерот е дуална паралелка, таа е во соработка со Ванхол. Во делот на техничарите, можам да кажам, нова струка која што е втора година која што се запишуваат ученици, е техничарот за моторни возила на алтернативен погон, каде што интересот на учениците е голем, но нешто што е карактеристично, учениците се со навлез во упис во прва година, повеќето беа солидни, одлични ученици или скроз одлични, а и резултатите кои што ги постигнаа на крајот на првата година, можам да кажам дека се најдобри во АСУС Боро Петрушевски.
иако требаше да се изготват одредени образовни програми, стандарди на занимање и стандарди на квалификации, тоа е еден долг и сложен процес, каде што имаше многу одобрувања и тоа го отежнуваше она што се вика следење на потребите на пазарот на труд. Македонските компании подолг период се жалат од недостиг на работна сила. Како да се реши овој дефицит на работници? Каде замина? Поголемиот дел се иселија од државата, онаа неусогласеност која што се јавуваше неследење на потребите на пазарот на труд, но има начин како тоа да се реши. Една од начините е преку формалното образование, иако станува на подолг решавање на стручен кадар, а другото е преку неформалното образование, тоа е на пократок рок, со преквалификација и доквалификација и со оние кратки, брзи и интензивни курсеви. Имате ли, можеби, договори со странските компании, еве, например, во зона, каде што дел од младите пројавуваат интерес да се испробаат веќе уште во текот на едукацијата со практична работа? Значи, кога зборуваме за дуални паралелки, тие во самата програма се влезени како партнери во дуалните паралелки, каде што е испланирана практичната настава во текот на учебната година и она што го викаме ние феријална пракса. Тие директно се сретнуваат со технолошкиот процес во целост и влегуваат во производството од прва година па до завршните години, втора и трета, така да они веќе свесни се со што ќе се занимаваат после завршувањето на школувањето. Ванхол ни е партнер во 3-годишното образование во Монтер, а Ванхол, Пежо и Тојота се во техничарот за алтернативен погон. Кај возачот, бидејќи тој ни е дуално образование, а возачот предвидува учениците кои ќе завршат трет степен кај нас да бидат професионални возачи, да можат да управуваат моторно возило со Б и С категорија со придружба, значи да се професионални возачи. И затоа соработката е со здруженија на превозници. Дуалниот систем на образование, да кажем, дуалниот модел кој што постои кај нас, стана реалност. Ние го заговаравме долго време, бидејќи тоа е најефикасниот начин на стекнување на кадар, каде што компаниите сами го подготвуваат кадарот според нивните потреби, работни процеси, работни задачи, кои што па и според нивната автоматизација, механизација која имаат во самата компанија. Дуалниот систем кај нас може да кажеме дека е единствен македонски дуален модел на образование, иако ние ги црпевме идеите, ги црпевме самите процеси од страна на земјите кои што имаат високо развиен дуален систем на образование, како што се Германија, Швајцарија, Австрија. Колку стручните училишта ги следат потребите на пазарот на труд? Значи, јас можам да кажам за нашево училиште, ние сме во постојан контакт со фирмите кои што функционираат. Со повеќе фирми имаме подпишано договори за соработка, меморандуми за соработка и нашите ученици во текот на самото школување одат на учење преку работа. Значи, они во текот на една работна недела имаат најмалку еден ден практична настава во дадена фирма. Веќе во втора година имаат и 1,5 ден, што би рекол јас, значи неколку часа плюс вежби во таа фирма, така да контактите ни се постојани со фирмите и со барањата на пазарот. Го следевте првото издание на ТВ магазинот Трилинг за оваа сезона. Довидување до идниот петок во исто време. Во меѓувреме читајте не на triling.mk.